Протест пред компанијата Paper Mill организираше граѓанската иницијатива за здрав живот во Кочани, како реакција и незадоволство од неколку годишното загадување на воздухот од фабричкиот оџак, како и поради индолентниот однос на надлежните институции во државата. Под мотото Кочани сака чист воздух, придружи се и ти. На протестот беше побарано да се направи ревизија на интегрираната еколошка дозвола, што фабриката ја добила од Министерството за животна средина. Исто така беше побарано како енергенс во иднина да се користи исклучиво метан наместо пелети од сончегледови лушпи. Има еден огромен проблем, голем пропуск на државата. Значи некој на нив има издадено некоја дозвола кој дозволува да загадува до 150 микрокубни на метар квадратен ПМ честички. Нормално таа вредност треба да однесува максимум 50. Што значи 50? Значи 50 кој ќе биде хаварија. Нормално дневното загадување треба да не поминува повеќе од 15. Ние имаме тука секојдневно 150, 200, 250. За жал некои мерења покажуваат и 400 и тап 400. Сведоци сме на наместени однапред најавени мерења се со цел да продолжат да профитираат покрај нашето здравје. Сведоци сме за жал и на корумпирани инспектори кои се продаваат за ручек во слив и за полн резервар гориво. Тие самите гледаат од протест до протест дека работата не е добра, дека не работат добро, но седе дека не излеземе вака како сега, не презимаат ништо. Очистителната станица која обеќаа дека ќе биде изградена до март 2020, нема ни пол од прочистителна станица. Водите од технолошката вода ја испуштаат од нивите и во реката, а нивите, земјоделските култури се наводнува оризот, нашето кочовско злато се наводнува од технолошките гадни води на оваа фабрика. Ова што го гледаме позади нас, почитувани соборци, е формата на проблемот. Суштината на проблемот се наоѓа на сосема друго место. Таму е всушност и решението. Проблемот мора да го решат институциите на системот. Ние изминатата недела имавме еден не така конструктивен разговор со заменик министерката на животна средина, наша сограѓанка и со директорот на инспекторатот. И на тој разговор ултимативно и кажавме дека за жал не доведоа до ситуација да ние веќе немаме доверба во институциите на системот. Минатата недела еден од советниците мене лично ми рече дека има побитни работи во Кочани. Се сложувам. Меѓутоа, и ова е битен проблем. Че решението е во нашите советници да излезат од својата комфортна зона, да почнат да си го заработуваат паушалот за кој ние ги плаќаме. Градоначалникот да се охрабри, еве гледа, има доволна толба, ќе застанеме зад него и да ја продолжи оваа борба таму каде што е местото. Пратениците во Скопје да почнат да си ја заработуваат платата и тоа не така мала плата земаат. Значи секојдневно треба да ги притискаат институциите на системот. Таму е решението на проблемот. Присутните на протестот нагласија дека не им веруваат на податоците од надлежните институции за загаденоста на воздухот во Кочани. Побараа да се направи контрола и на испуштањето на отпадната технолошка вода во Paper Mill. Подршка на протестот дадоа и екоактивисти од Велес кои порачаа дека по 15 годишни истрајни и упорни барења тие го решиле загадувањето од топилницата. Вие сте дојдени тука да ги израснете овие млади ликови во свесни борци на кои што утре ова општество ќе им бидете столб. Вие сте дојдени во име на оние кои што денеска не може да дојдат заради тоа што ги закопавме одамна. Такви бевме во Велес и постојано бевме упорни. Приказната за Велес е приказна на една генерација на свесни луѓе кои што се обидоа политичарите да ги стават во канал. Не успеа со макотрпна и упорна работа. Квасецот од 10 на 15 луѓе за брзо време порасна и стана несовладлива маса од 20.000 луѓе. Пред таа маса од 20 луѓе и надлежните полубогови замолкнаа.
од граѓанската иницијатива за здрав живот порачаа дека протестот ќе биде само почеток на подолготрајна и поупорна борба против сите загадувачи на животната средина, а проблемите треба да ги решаваат институциите на системот. Во спротивно помош за добивање на своите права, граѓаните ќе бараат од странски амбасади и институции, но и од Европскиот суд за човекови права во Страсбур, за што почнуваат постапка за собирање подписи. Волонтерите од Доброволното противпожарно друштво и членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани организираат заедничка хуманитарна акција за помош на старите и изнемоштени лица во селата на падините на Осоговските планини. Во акцијата собираат донации во храна, лекови и артикли за лична хигиена. Тие ќе им бидат однесени на жителите кои поради снегот и лошите временски услови практично се одсечени од градот. Се јави потребата да се организира оваа хуманитарна акција, да се соберат некои најосновни работи како храна, лекови, средства за хигиена, за да можеме, ние располагаме со едно теренско возило и да можеме истите да ги транспортираме до одсечените места. И во акцијата свој допринос исто така се вклучија и планинарите од планинарскиот клуб Осогово со нивни членови да помогнат во транспортирањето на оваа хуманитарна акција. Има ли веќе заинтересирани кои што сакаат да донираат? Да, добивме неколку повици од наши граѓани со различни, да речем, идеи, кои во финансиски средства, кои храна, кои лекови, и мислам дека на добар пат сме до крајот на неделата да ги собереме потребните средства и да се упатиме кон овие наши жители од планинските села. Планинските села во Осоговијата се од разбиен тип, зафаќаат поголема територија, а во зимски услови до нив тешко се стигнува со возила. Хуманитарната акција ќе трае во текот на наредните 10 дена, а помошта може да се остава во маркетите во Кочани, при што неопходно е таа да се пријави кај пожарникарите волонтери и кај претседателот на планинарскиот спортски клуб Осогово Тошо Антов. Општина Кочани беше домаќин на втората работна средба на Советот за развој на Источниот плански регион. На состанокот, што се одржа во мултикултурниот центар, а на кој присуствуваа градоначалници и представници од 11 локални самоуправи од регионот, на дневниот ред се разгледуваа 5 точки, главно за проекти за кои финансирањето е од странски фондови. Најпрвин беше усвоена предлог одлуката за верификација на мандатот на член во Советот за развој на Источниот регион, а како представник од граѓанскиот сектор. При тоа едногласно беше поддржан предлогот Јасминка Пашалиска Андонова од Берово да ги представува невладините организации. Пред градоначалниците од општините од Истокот беше представен и процесот за изработка на просторен план на ниво на држава, а презентацијата ја направи заменик министерката за животна средина Христина Оџаклиеска. Исто така на работната средба се разгледуваше информацијата за организирање и спроведување регионални форуми на заедницата за проекти од грантовата шема на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка во рамки на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен развој втора фаза. Во овие рамки пред градоначалниците беше представен и начинот на утврдување предлог листа за проекти што ќе бидат финансирани од програмата за развој на планските региони во тековната година. Присутните членови на Советот за развој на Источниот плански регион на состанокот дадоа согласност за ангажирање привремен агенциски работник за кого веќе се обезбедени финансиски средства. Механизација и работници од фирмата Коп Инженеринг од Скопје веќе неколку денови се ангажирани на градежни работи за реконструкција на тротоарската површина на левата страна од улицата Кеј на Револуцијата. Уредувањето на пешачкиот простор се реализира од правец на плоштадот кон југ во должина од 257 метри. Според проектот, ќе се уредува тротоарска површина од 900 квадратни метри, каде во моментот се работи на ископ на стариот бетон и асфалт, а по тампонирањето на теренот ќе се вградат и бехатон плочки.
Реконструкцијата на тротоарот е дел од годишната програма за комунално уредување, што се финансира од општинскиот буџет, а за што минатата година локалната самоуправа склучи договор во вредност од над 2.700.000 денари. Во пресет на 8 март, меѓународниот ден на жената, Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при општина Кочани одржа седница на која е направен пресек на досегашните и предстојните активности на планот на родовата еднаквост. Досегашните мерки за родова сензибилизација и вклучување на родовите перспективи во општинските програми и планови ќе продолжат со низа нови и планирани активности. Преку проектот на UN Women промоција на родово одговорни политики и буџети, почнати се обуките за економско јакнење на жените. 30 на жени од Кочани ќе бидат опфатени во обуки за дигитален маркетинг и онлайн продажба, предприемништво и менаџерски вештини, како и за развој на бизнис идеи. Со средствата предвидени од локалниот акциски план за еднакви можности, а по повод 8 март, градоначалникот на Кочани ќе додели еднократна финансиска помош за 10 жени во социјален ризик по основ на болест, старост, попреченост и мајчинство, а според предлози добиени од Центарот за социјални работи во Кочани. На седницата на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите е прифатена иницијативата за подготовка на театарска представа што ќе ја прикаже современата релација тој таа, што би била реализирана со локални уметници, односно учесници. Од редовните активности ќе бидат реализирани и настани за промоција на физичка активност и здрава храна, за јакнење на свеста за спречување чести незаразни болести, за климатските промени, како и за руралната жена. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во соработка со локалната самоуправа и граѓанскиот сектор ќе влијае на подобрувањето не само на индивидуалните и општинските капацитети, туку и на перцепцијата и јавното мислење за родова еднаквост во локалната средина. Младите фудбалери на Осогово беа најдобри и го освоија првото место на 16-тиот традиционален меморијален турнир Драганица Куп, што во неделата се одржа на стадионот Никола Мантов. Покрај домашната на турнирот учествуваа и младински екипи на Каменица Саса, Слога 1934 и Детонит Јуниор од Радовиш. Во првиот круг надпревари Осогово ја совлада Слога со 3:0, а Детонит Јуниор беше подобар од Каменица Саса и победи со 5:0. Во борбата за третото место младите фудбалери од Виница ги совладаа своите врсници од Каменица Саса со 3:0, додека во финалната средба Осогово беше подобар од Детонит Јуниор, победувајќи со 2:0. Со тоа, кочанските младинци по четврти пат го понесоа победничкиот пехар, што се доделува во спомен на кочанската фудбалска легенда и некогашен преводимец на Осогово, Драган Михајлов Драганица. По завршувањето на надпреварите беа прогласени најдобрите екипи и поединци, за кои беа обезбедени пехари и признанија. За најдобар голман на турнирот беше прогласен Александар Стоименов од Осогово, а неговиот клубски другар Филип Јованов го доби признанието за најдобар играч. Најдобар стрелец на турнирот беше Костадин Василев од Радовишки Детонит Јуниор. Признанија од организаторот им беа доделени и на судиите, кои ги судеа надпреварите, како и на медиумите за поддршката во промоцијата на турнирот. Покровител на овогодишниот Драганица Куп беше општина Кочани. Екипите на баскет Дино Деликатес, кои се надпреваруваат во младинските и третата кошаркарска лига, продолжуваат со успешната серија победи, совладувајќи ги противниците и на домашен терен и на гостувањата. Викендов нашите млади кошаркари беа домаќини на средбите што се одиграа во М16 и во третата лига и ги освоија бодовите. Поинтересен и повозбудлив развој на настаните имаше на средбата во третолигашка конкуренција, во која баскет Дино се сретна со својот ривал Спарта од Скопје, против кој дури во продолжението успеа да направи резултатска предност и да ги задржи бодовите. Од почетокот домашните почнаа со грешки и им дозволија на гостите да направат предност за во втората и третата четвртина да се соземат и да го надоместат пропуштеното. Сепак, при крајот на регуларниот дел, повторно попуштија и му дозволија на противникот да го изедначи резултатот, па со 72 спрема 72 мораше да се оди на продолжение.
Со сериозна игра и добар напад, момчињата од Баскет Дино направија предност од 13 поени, па на крајот славеа убедливо со 90:77. Наефикасен кај домашната екипа беше Филипов со 31, пред Илиев со 15 и Лазарев со 13 поени. Интересна беше и средбата во М16 лигата, во која кошаркарите од Кочани им беа домакини на своите врсници од Куманово. На крајот од надпреварот тие забележаа победа од 83:76, но до бодовите дојдоа низ возбудлив надпревар во кој гостите од Команово се покажаа како цврст и тешко совладлив противник. Затоа зборува и резултатот, при што во првите 3/4 домакините, иако имаа предност, во последната гостите заиграа подобро и со 5 поени повеќе го намалија поразот. Со оваа победа Баскет Дино Деликатес на крајот од првиот дел во првенството во М16 лигата се искачи на првата позиција. Во саботата се одигра 18-тото коло во втората македонска фудбалска лига група Исток, во која Осогово и Слога 1934 беа домакини и од двете средби освоија вкупно 4 бода. На стадионот Никола Мантов, кочанскиот второлигаш се сретна со Кожуф од Гевгелија и успеа да извлече само 1 бод, откако надпреварот заврши со 1:1. Лесно можеше да остане и без тој бод, со оглед што гостите први дојдоа во водство уште во 70-та минута и со предност го завршија првото полувреме. Жолтосините долго се мачеа да направат пресврат во играта и во резултатот и барем да се спасат од пораз. Тоа им успеа во 71-та минута кога Манов ја затресе гостинската мрежа и го ублажи срамот за својата екипа. Иако по минатонеделната победа на гостувањето против Пекчево се очекуваше многу повеќе, сепак екипата повторно потврли и може да жали за бодовите што однапред беа планирани, но не ги оправда со игра за да се реализираат. Со освоените 23 бода, Осогово го задржува 5-то место на табелата, а во следното коло повторно ќе биде домакин и ќе ја дочека последно пласираната екипа на Локомотива од Градско. Слога 1934 со победата над Каменица Саса од 2:0 изби на првото место на табелата, откако Победа и Беласица на стадионот во Прилеп одигра без голови. Виничкиот второлигаш без поголеми проблеми го совлада соседскиот ривал од Каменица и со 39 бода сега е осамен на врвот пред Прилепчани. Во следното коло Слога повторно ќе игра на домашен терен против тимот на Пехчево.